заедно равноправно со другите земји на Европа како вековен сон на секој македонец. Денес тука се обединува опозицијата од многу причини. Пред се да вратиме демократскиот процес, уништен од ова тотална власт, да се врати поносот и достоинството на секој граѓанин во Македонија. Во Македонија постои голема поделба. На една страна се демократските сили, без разлика на идеолошка привод на нив, дали се во центар, лево или десно, од другата страна е тоталното владење на режимот на Груевски. Во овој момент на Македонија и треба подобро одма и сега, а не никакви калкулации и одговорности на други субјекти. Денес секој човек во Македонија, без разлика дали е опозиција или власт, треба да биде почитуван затоа што во Македонија се живее тешко, во Македонија без разлика за која вера или нација или политичка припадност, секој има исти проблем, секој интерес ист на секој граѓанин. Сакам да потенцирам, иако Македонија е кандидат за ЕУ и НАТО, во Македонија има политички затворени како што е Тимошенко во Украина. Многу именентни професори од правниот факултет на Скопје, наши именентни поранешни суди од Меѓународниот суд за човекови права на Страсбург укажуваа бара да не се политизира случајот со господинот Бошковски, укажуваше и Хелсински комитет, многу меѓународни институции, каже и Стејт департаментот дека ова е политички прогон, но власта не се задоволува, продолжува со други обвинувања и затоа сакам во името на Обединети за Македонија да и порачам на оваа власт дека во секоја демократска земја, а така ќе биде и во Македонија, тогаш почитувани политичари, почитувани суди и обвинители се одговара за овие строг и монструозни подметнувања и гонења на нашиот лидер господинот Бошковски. Но ние остануваме тука, починаме да градиме нашата Македонија заеднички, затоа што треба да вратиме достоинството, поносот, да вратиме демократскиот процес, една за секогаш да престане политичкиот прогон на секој што мисли поинаку и да несеме Македонија како светост на секој граѓанин во ЕУ и НАТО. Ви благодарам.